Почитуван вице-премиер за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, господин Фатмир Битики, почитуван министар за транспорт и врски во владата, Благој Бочварски, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на компанијата изведувач, на надзорот, на државните институции, на јавното претпријатие за државни патишта, почитувани присутни. Денеска особена е честа и задоволството заедно со вице-премиерот за економски прашања во владата и министерот во македонската влада Бочварски, да денеска во моето родно место, во мојата Крива Паланка, заеднички бидеме дел од активностите кои што се од големо значење за овој регион, меѓу кои што се и инфраструктурните проекти, а особено изградбата на експресниот пат Ранковце Крива Паланка, но и до изградбата на третата лента од патот Крива Паланка Деве Баир, како капитални инвестиции кои што се најважни за граѓаните од Крива Паланка и од целиот регион. Овој експресен пат опфаќа две делници, кои што и во услови на пандемија и во потешкоти, како што сме информирани од самите чинители, се градат повторно со зголемена динамика. Тоа се овие две делници од Ранковце Крива Паланка, како и до изградбата, како што кажав, на третата лента на државниот пат Крива Паланка Деве Баир, која што започна пред повеќе месеци. Вкупната вредност на овие три делници од овој регион е околу 70 милиони евра. Овој инфраструктурен проект, како дел од коридорот 8, е од исклучително значење за регионалното поврзување, соработката, но и за развојот на меѓународната трговија. Инфраструктурата, за која некојаш само се говореше, денеска е преточена во план, во програма, во притисок и во реализација на дел. И уште посилно треба да продолжиме во тој правец. Граѓаните тоа го очекуваат од нас. И отвараме вратата кон североистокот и константно и подтеднакво ги развиваме сите точки од државата. Во текот на 2020 година, за прв пат по повеќе од 40 години, исто така беа рехабилитирани регионалните патни правци околу Крива Паланка. Тоа е Крива Паланка Огут и Крива Паланка село Луки, со што се олесни гравитирањето и се подобрија условите за живот на граѓаните во овие десетина села кои што гравитираат во околу овој регион. Завршена е и предвидената рехабилитација на регионалниот пат Ранковце Крива Паланка, тоа е стариот пат во должина од 21 километар во текот на претходната година. Паралелно се одвиваат и инфраструктурните инвестиции кои се во тек на градба. Интензивно се реализира рехабилитацијата на државниот пат Куманово-Страцин, кој е предвиден да се изведе исто така во две фази, а рокот за завршување на овој проект исто така е оваа година. Во тек е изградбата на овој експресен пат каде што се наоѓаме и каде што мора да се зголеми динамиката во следните месеци и оваа година да биде навистина искористена и граѓаните да ги видат самите резултати и активно се работи на реконструкцијата на патниот правец, исто така Узем Тураница. Развојната фаза на железничката инфраструктура се продолжува со двофазниот проект за изградба на железница, која што ќе ги поврзува Куманово преку Белјаковце до Крива Паланка. Ова е само претходница за понатамошните проекти кои што ќе се реализираат во текот на во целиот овој регион и кои што ќе треба да овозможат забрзан раст, целосно и конечно поврзување на истокот, на североистокот, кој што беше заборавен со години и со децении, но и побрза интеграција на целокупниот регион. Вкупната вредност, како што кажа и вице-премиерот Битики, на овие проекти кои што во овие години, во овој убав период и за овој регион и за државата, се во вредност од 700 милиони евра, пари кои што директно се вложуваат во најбитното нешто за целиот овој регион, а тоа е првенствено развојот на инфраструктурата, за да можеме да го развиваме силно економски целиот регион и да се остварат сите планови во периодот што следи. Почитувани, кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот не ги попречи капиталните
инвестиции, тие продолжија со изведба и тоа со интензивна динамика. Со ваквите капитални инвестиции, како што подвлековме, ја помагаме економијата во еден многу важен период. Продолжуваме да градиме и да создаваме инфраструктурна комуникација и ново лице на државата. Го живеавме кривопаланечкиот македонски регион, а секојдневно со многу мудрост работиме на реализација на многу важни проекти за развој и на овој регион и на целата држава. Вложуваме во инфраструктурата, вложуваме во еднината на сите генерации. Ви благодарам.